Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Ја стијаме четврток некаде околу 22 часот и 30 минути. Ќе објавиме четврток кон петок сабајле или петок навечер. Да испочитуваме денот, погреб во Кочани, 31 жртва беа денес погребани, да им е лесна земја, уште една сочувство до семејствата. Кочани е мртов град. Кочани е град кој веројатно најмногу го има погодено од транзицијата во Република Македонија. И од они Кочани кој е центар на производството на ориз, еден културен центар заедно со Штип, индустријски центар во Источна Македонија. Во изминатите 30 години, Кочани од 30 и нешто илјади жители, денес веројатно е реално сведен на околу 20.000 жители. Според информациите од Кочани има 4 училишта. Во едно училиште има само една паралелка 9-то оделение, минатата година завршена некаде со 20 на деца. Почнале со 35-40 деца, меѓутоа короната, па иселувањето и така натаму и сведено на 25 деца. Во Кочани има длабока држава како никаде во било кој друг град во Република Македонија. Можеби евентуално Битола, меѓутоа во Кочани 5 семејства поврзани со бизнис, поврзани со полиција, поврзани со тајни служби, всушност повеќе од 20-30 години владеат со овој град во Источна Македонија. Има се и се што. Кумовски поврзани помеѓу себе, старосватовски поврзани помеѓу себе, одредени киднапирања, плаќање одредени откупи, некаде околу 2 милиони евра и така натаму, одредени сделки, испумпување пари од Министерството за одбрана, значи има се и се што. На минатите локални избори, во дел, во наводници на таа длабока држава во Кочани, се случува конфликт, поранешниот градоначалник, односно тој што беше до 2021 година, дозволува на една позната фирма од Куманово, која гради станови и продава автомобили, блиска до еден многу влијателен министер од владата на СДСМ, кој остана и после Зоран Заев, да дојде да гради во Кочани, да гради станови во Кочани. Доаѓа во конфликт со еден од клучните босови, кој е голем бос или главен бос во Кочани изминатите 30 и нешто години, и тие се организират и губи некаде со 10-15 гласа. Тој поранешен градоначалник со таа фирма сега гради некои хациенди или гради луксузни станови, луксузни вили, кои ги продава на грчкото крајбрежје. Во Кочани во изминатите 10 години, најмалку 10 години, се случуваат 3 или 4 клучни процеси. Прво, во Кочани е присутна Франкфурт мафија, која таму имала и објекти, која имала одредени бизнис и така натаму. Пред 10 години, кога е растурена Франкфурт мафија, се ослободува одреден простор. Тој простор, фирмата Детонатор или одредена афера Детонатор, која ескалира 2012 година. Кога ескалира аферата Детонатор, таму се поврзани казина, кладилници, бело, проституција, така натаму, не можеше да се фати крај. Фросина Раменски, кој е сега конзул во Италија, нејзиниот сопруг беше висок функционер во Агенцијата за национална безбедност, излегол со одредена теза, кај што се вели дека Смилковско езеро, тоа беше нејзина теза, можеби е обид за да се забошути аферата Детонатор. Аферата Детонатор веројатно ќе стигнеше со одредени краци до клучните играчи на таа длабока држава во Кочани, меѓутоа и до клучните играчи на длабоката држава во Република Македонија, односно главниот град Скопје. Владе Милчин, тогаш прв човек на фондацијата Сорос, ги презимаше и ги шеруваше тие информации, така што се направи одредена рамка и тоа беше пласирано преку Алсатем телевизија. Третата работа, значи Детонатор, Франкфурт мафија, еден од двата клучни центри, ботовски центри, едниот е Велес, кој беше вклучен во изборите во Соединетите Американски држави и поразот на Хилари Клинтон. Вториот ботовски центар беше во Кочани, одредена групација која почнува на К, нели сега да не кажуваме, можеби истрагата тоа ќе го направи, одредени структури кои можеби се дојдени од Бугарија или некои соседни држави на Република Македонија, дојдоа во Кочани, има ботовски центар, тоа го користа за одредено денунцирање на политички и секакви други противници, така што Кочани беше исклучително интересен град во Источна Македонија. Сега овој Кочани е мртов град. Град кој полека е на издишување, така што тешко градот ќе може да издржи оваа трагедија повеќе од 30 години. Знаете, ако имате 20.000 жители, ако имате 4 училишта, на цела генерација, на цело оделение,
во најдобрата возраст, тоа оделение или тие деца подоцна ќе имаат деца, па тоа се 2 деца, па по некоја геометриска продекција и така натаму и така натаму. Значи еден мртов град, тешко дека тој град ќе може да се опори од оваа трагедија и тоа што почна тамо некаде во процесот на транзиција, всушност сега ќе доживее своето кресчендо или своето фијаско, едно рушење на еден град кој всушност беше центарот на производството на ориз и еден од градовите кои со задоволство го посетувавме во Источна Македонија. Значи да не беше аферата детонатор, тоа е 2012 година, значи некаде 2011 кон 2012 година, предпоставувам дека немаше се појават овие во наводници само ники дискотеки, одредени нокни клубови, кои веројатно ќе беа под чадорот, ќе беа под контрола на целата таа групација на детонатор. Кога детонатор аферата се отвора, кога овие луѓе полека се тргаат од криминалната бизнис сцена, почнува да се појават одредени вакви нокни клубови. Овие 5 играчи кои владеат Сокочени, тројца од нив вчера, односно денес, беа викнати на одредено сослушување, дали ќе им биде отворен или ќе им биде даден одреден притвор, ќе видиме, доека ние кажуваме ова вонредна политичка анализа, се уште не се знае дали се само повикани на распи, дали се повикани на разговор во обвинителството, или тоа ќе биде некое трајно заминување на топол оброк 3 пати на ден. За еден од нив, кој беше дел на таа групација Сорос, кој инвестираше во одредена печатница, каде што почна да се печати Скопски дневник, на почетокот во оној конфликт со НИП Нова Македонија, беше клучен играч во наводници процесот на медиумската демократизација во Република Македонија. Сега дел од таа групација на дневник, во текот на денешниот ден, се убедуваше да му даде одредено алиби, иако тој бил градоначалник, иако во негов мандат бил даден зелено светло за отварање на таа дискотека, па после еден месец од кога биле собрани врз база на тоа така дадено зелено светло, сите други документи кои се неопходни за отварање на таа дискотека, тие подосна го повлекле тоа зелено светло, па го правеа тој проект со Брекјан и така натаму и така натаму. Значи тамо во Кочени сите се испреплетени како одредени свински црева, помеѓу себе дел соработуваат, дел се уценуваат, дел се конфронтираат, дел се мират и така натаму и така натаму. Значи 5 или 6 фамилии, лабока држава која го контролира целиот град. За нашата приказна, ние сме сведоци изминатите 4 или 5 дена, значи после она трагедија која се случува некаде неделата рано на Сабајле, значи за 2 дена ќе истечат овие 7 дена жалост во Република Македонија, значи се случува одреден обид за манипулација. Ако почетната позиција беше ке гори или ке виси Панче, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, сега се спроведува пред очите на сите нас одредена операција како да се спаси Панче да не виси. И гледате, виновни се сите, Управа за јавни приходи, Пазарен инспекторат, одредени државни структури, локална самоуправа и така натаму, не е виновна само полицијата во Република Македонија, односно не е виновен министерот Панче Тошковски. Па дури нели се во крајна нужда се пласира пораката да му се даде шанса на Панче Тошковски да расчисти со случајот, па откога ќе расчисти со целиот случај, тогаш може и да се поднеси одредена оставка. Што е суштината? Панче Тошковски е еден од кругот ретки луѓе од кругот на блиски луѓе на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски, иако многу ми навела дека контролира се во ВМДПМН или во врвот на ВМРО-ДПМН, само мал број на луѓе, Игор Јанушев, генералниот секретар на владата, Панче Тошковски, кругот околу Игор Јанушев, Панче Тошковски или поранешниот министер за транспорт и врски Милијан Екевски, се луѓе кои се блиски до Христијан Мицкоски. Шифра одредена зграда во Дебар Мало во близината на грчката амбасада. Тој што ќе го дешифрира ребусот на таа шифра или на таа зграда, ќе може да ги дешифрира и да ги разлачи односите во тој триаголник Игор Јанушев, Панче Тошковски и Христијан Мицкоски. Ако падни Панче Тошковски во една ваква констелација на односи, тогаш ќе биде многу тешко да преживее Христијан Мицкоски. И го имате јавното обвинителство Љупчо Коцевски. Љупчо Коцевски, кој пред 2 или 3 недели кажавме дека доаѓа на чело на јавното обвинителство на предлог на поранешниот прв човек на Агенцијата за национална безбедност Заре Милошевски, кој во разговор со тогашниот премиер Димитар Ковачевски го прашува дали имат човек кој треба да го замени Јовевски на чело на јавното обвинителство во Република Македонија. Бидејќи Ковачевски нема свој човек, го предлагаат Љупчо Коцевски.
Во едно свое неодамнашно интервју Павле Тројанов, поранешниот министер за внатрешни работи на Република Македонија, испрати неколку пораки до ВМРО ДПМН дека длабоката држава во Република Македонија со сите сили ќе се труди да го задржи Коцевски начело на јавното обвинителство во Република Македонија. Сега Коцевски спроведува истрага паралелна, не би рекол паралелна, туку спроведува истрага која е различна од истрагата на Панче Тошковски. Гледате, тие прогласуваат 7-дневна жалост преку нивните медиумски трабанти, една национална телевизија, 2 или 3 инфлуенсерки ја развива тезата дека никој ништо не треба да збори во Република Македонија, никој ништо не треба да кажува, сите треба да чекаме, да седиме и да жалиме. Ние тоа го правиме, меѓутоа знаете, имаме работи, ние се бавиме со одредени професии кои треба да истражуваат, да кажуваат што се случува во Република Македонија. И во тој вакуум простор, кога никој ништо не треба да каже, никој не треба да работи, Христан Мицковски треба да глуми и истражител, и обвинител, и судија, кој ќе истражува, ќе открива, ќе пресудува, ќе дели лекции и ќе ни каже што се има случајно во Кочани некаде недела околу 2 часот и 30 минути, 3 часот после полнок. Во такви услови, кога на една страна се Христан Мицковски и министерот за внатрешни работи имаат истрага на јавното обвинителство, каде во моментот кој кажеме ова вонредна политичка анализа, на распит се викнати тројцата поранешни градоначалници на градот Кочево, кои биле власт, локална власт во Кочани изминатите 20 години. Во зависност од истрагата, ние ќе дојме до клучната разврска на ова трагедија, 59 лица кои се починати во дискотека по Кочани. Ако власта преку министерот за внатрешни работи, премиерот, сакат да не убедат и да ни докажат дека сите се виновни во Република Македонија. Не е виновна само полицијата и не е виновен како морална одговорност, ако не некоја кривична одговорност, тогаш првенствено морална одговорност, дека не е виновен министерот за внатрешни работи и дека сите треба да бидат сменети, сите треба да бидат повикани на одговорност, сите треба да бидат санкционирани само да се спаси премиерот, министерот за внатрешни работи или владата на Република Македонија. Тие два паралелни процеси во еден момент ќе дојдат во конфликт. Во оној момент кога тие ќе дојдат во конфликт, ќе биде клучно да се види ставот на македонската олигархија, на која страна ќе застане македонската олигархија. Ќе се обиди да ја санкционира, да ја стави по тепих целата политичка криза или ќе инвестира во продлабочување на политичката криза, таа политичка криза да е јавни државата и на бранот на таа политичка криза на власт, ако веќе не може да биде Мицковски или владата на ВМРО ДПМН, да дојде одредена структура која е блиска до олигархијата во Република Македонија. И еве ги фотографиите како групата ДНК го најавува своето гостување во Кочани, лесна им земја на членовите на групата ДНК, го најавуваат своето гостување во Кочани, некаде сабота кон недела во раните утренски часови. Во истрагата која прави јавното обвинителство, дел од испрашаните полицајци и самите признале дека имале информација дека тој настан ќе се случи во ова дискотека во Кочани. Министерот за внатрешни работи кажа дека се спроведувале одредени работни или оперативни акции во 4 града во Република Македонија, Скопје, Охрид и Кочани, каде што биле испратени одредени полициски структури да проверат дали има одредена недозволена трговија со опијати или има малолетни лица во таа дискотека во Кочани. Во Кочани, во Штип, во целиот тој регион, полициските структури се некаде повеќе од 700. Заедно со граничната полиција, тоа е некаде повеќе од 700 полицајци кои се стационирани во Штип, Кочани и околните места. Се вели дека во Кочани има некаде повеќе од 100-150 полицајци. Како функционира целиот систем за да може да сватите тоа што сакам да ви кажам? Некаде околу 22 часот и 30 минути, ако во некој град се спроведува одредена оперативна акција, да се испитува или да се открива дали има недозволена трговија со дрога, со опијати, дали има малолетници на одредени настани во овие дискотеки, кабареа, нокни клубови и така натаму, значи се собираат полицајците. Полицијата во секој град во Република Македонија располага со активен регистар. Секој објект, училиште, хотел, угостителски, било каков друг објект, точно знаат, евидентирано каква е состојбата. Имат, немат лиценци, имат парно, значи се имат на располагање. Одредената информација дека во текот на летните месеци Управата за јавни приходи има блокирано сметката на оваа дискотека, знаете, сите кои работат бизнис во Република Македонија, точно знаат дека ако вие 3 месеци
не платите придонеси, според законот за стечај, одите во стечајна постапка. Ако оваа фирма или оваа дискотека 3 месеци не платила придонеси на вработените, таа по автоматизам оди во стечајна постапка. Кој ја спасил, како ја спасил, тоа ќе треба да покаже истрагата. Но ако влеземе во тие процеси, ние всушност ќе промашиме исто така, како што свесно, намерно или несвесно промашуваат колегите во Република Македонија. Бидејќи ние 5 дена говориме за лиценци, говориме за пораш, говориме за пиротехнички материјали, говориме за ден, говориме за се и се што само не говориме што требало да прави полицијата кога се случила таа катастрофа или таа трагедија во овој град во Источна Македонија или градот Кочани. Значи се соберат полицајците, имат оперативен план, 20 на 30 на полицајци. Треба да ја посетат таа дискотека. Може да одат, бидејќи дискотеките или тие кабареа нокни клубови работат од некаде полнок па до 2, 3, 4 часот наутро, значи може да влезат во таа дискотека или во тоа кабаре во 30 минути после полнок, може да влезат во 2 часот и 30 минути. Ако сте им пријатели, тогаш ќе дојдат на крајот на работното време. Ако не сте им пријатели, ако сакат да ви направат проблем во работењето, тогаш ќе дојдат во 12 часот и 5 минути. Овие не влегуваат во 12 часот и 5 минути, туку влегуваат некаде во 2 часот и 30 минути, значи некаде на крај на работно време, 3 или 4 часот. Кога доаѓа полиција да истражува во тој објект дали има дрога, дали има малолетници, што се прави или како се прави, според ПС на работењето на полицијата, полицијата има право да ја прекине музиката, да ги натера гостите да се легитимираат и така легитимираните гости, ако најде малолетници, тогаш да провери, да најде или да извади отисоци од чашата, ако види дека пиеле пиво, ако пиеле некој жесток производ и така натаму и така натаму. Заедно со полицијата секогаш оди и криминална полиција, крим техника. Таа крим техника зема отисоци, може да направи одредено дување и така натаму, да се види дали имат одредени наркотици, дали имат одредени алкохолни супстанции и така натаму. Ако тоа се направи и ако се најдат малолетници, тогаш тие се носат во полициска станица. Кон газдата на објектот се поднесува кривична пријава, кон родителите на малолетното лице има прекршочна пријава. Малолетното лице не може да ја напушти само полициската станица, се повикува еден од родителите и тој еден од родителите го зема малолетното лице и го носи дома. Полициската структура која влега во оваа дискотека во Кочани, влегува некаде кај 2 часот и 30 минути. Во тој момент не е прекината музиката, не е никој легитимиран, не се побарани отисоци. Овие малолетни лица кои влегуваат во дискотеки, тоа најчесто го прават со фалс лични карти, кога ќе дојат 10 или 15 деца и вие да се сомневате дека некое малолетно дете помало од 18 години, тој може да ви покаже некоја фалсификувана лична карта. Дел од нив вела дека не ја носат личната карта и им покажуваат како оние сертификати во време на короната, во време на ковидот, им покажуваат одредени сертификати со кои се легитимират. Ако полицијата си ја вршила својата, по ПС својата задача, и ако наредила прекин на музиката, ако ги легитимирала овие малолетници кои биле присутни тамо, ако им земало отисоци од чаши, од шишиња, ако пиеле алкохол и така натаму, тогаш можеби немало да се случи ова несреќа. Бидејќи во моментот кога полицијата доаѓа тамо, уште не се почнати да се користат тие пиротехнички средства. Дури и дел на овие ДНК група ја поздравуваат македонската полиција. Така што, кога ќе се ова ќе оставите на некакво купче, тогаш ќе треба да дојме до клучната поента. Дали македонската полиција совесно или несовесно си извршила својата задача? Еве да прифатиме, имаме две тези, дека целата процедура е промашена, или целата процедура е криминално направена, или дека целата процедура не е криминално направена. Власта сега и медиумите под контрола на власта 5 дена не убедуваат и веројатно имаат право во еден голем, да не речам најголем дел, дека целата постапка околу таа дискотека е направена на некој фалсификаторски или на криминален начин. Не ве и да предпоставиме дека ништо не е криминал, дека ништо не е фалсификат, дека имаат лиценца, дека таа лиценца соодветно е добиле, дека ги имаат сите безбедносни и секакви други стандарди. Ако станел таков карамбол во таа дискотека, полицијата требала, морала да реагира или тоа не требала да го прави? Виновна или не е виновна полицијата? Еве вие да добиете некој пасош. Да добиете некој пасош во некоја држава
1000 километри надвор од Република Македонија. Со тој пасош, може би издаден од македонска амбасада во некоја држава на 1000 километри надвор од Република Македонија, доаѓате на границата на Република Македонија. Значи, легално поседувате одреден пасош. Може би сте го добиле за пари, може би дело тоа е фалсификувано, може би сте дали лажни податоци, така натаму и така натаму. Небитно, доаѓате на македонската граница. Македонската полиција има одредена дојава дека лице со такво име и презиме предпоставуваат или според таа дојава дека ќе прави одредени операции на територија на Република Македонија. Ако лице со фалсификат пасош влези на македонска територија и тоа го прави, виновна е амбасадата која го има издадено тој пасош, и ако тоа може да го има направено во одредена фалсификаторска процедура или постапка, или полицијата која не реагирала во Република Македонија. Ајде одиме чекор понатаму. На секој собир до 20 луѓе не мора да се пријави во македонската полиција, но ако во центарот на Скопје се собира 20 или 30 деца, без разлика дали е пријавен или не е пријавен собирот, и почнат да демолират или почнат да прават одредени проблеми, одредени штети, некакви дуќани и така натаму, ќе реагира или нема да реагира полицијата во Република Македонија? Во Штип е центарот на АНБ за Источна Македонија. Има ли проценка на Агенцијата за национална безбедност? Има ли безбедносен ризик? Нема ли безбедносен ризик? Какви се тие полициски проценки што ќе се случи во таа дискотека? Дали во таа дискотека имало 200, 300, 500, 1200 луѓе кои биле таму присутни? Дали тоа може да предизвика одредена безбедносна ескалација или не може да предизвика одредена безбедносна ескалација? Ајде да речеме дека не молел да биде пријавен концертот, дека тоа нема да се води како кабаре, ќе се води како некаков ноќен клуб или ќе се води како одреден кафич или одредено кафуле и дека нема потреба тоа да биде пријавено. Меѓутоа, ако полицијата е тамо, ако полицијата е присутна, знаете, во град со 20.000 жители, кај што секој со секого се знае, вие не можете да кажете дека не знаете кој е девојче или кој е момче малолетно, кој не е малолетно. Ако биле малолетни, тогаш сте должни да ги легитимирате. Ако влезете да ги легитимирате, да им барате отисоци, да видите дали консумирале алкохол, дали не консумирале алкохол, така натаму, бидејќи алкохол не смее да се точи на малолетни под 18 години, малолетни на 14 или помали од 14 години, а вела дека има и такви присутни, не можат после 24 часот да бидат излезени надвор, значи да бидат присутни во јавниот живот, значи полицијата морала да реагира. Ако реагирала полицијата, тогаш најверојатно немало ова да се случи. Министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, гонејки ги сите поранешни градоначалници, поранешни полицајци, гледате, поранешните полицајци се гонат за постапки и процеси кои се случиле пред доаѓањето на ова власт, на власт во Република Македонија. Значи, виновни се сите, поранешен министер за економија. А што прави сегашниот министер за економија? Он го трансформира министерството. Поранешен прв човек на пазарен инспекторат. Што прави сегашниот човек на пазарен инспекторат? Поранешни полицајци, што правела сегашната полиција? Гледате, цел процес се обидуваат да го исконтролират, да ги стават на топол оброк 3 пати на ден сите луѓе кои може да зборат, значи да се направи контрола на штетата и сметајќи дека ќе направат таква контрола на штетата, ќе ги спречат новинарите да зборат, дронови ќе спречат така натаму, тоа покажува две работи. Прво, дека власта се плаши. Власта не треба да се плаши. Власта треба да се страми од тоа што беше или од тоа што се случи во Кочани. Знаете, бидејќи се додека ние се плашиме од нешто, имаме два процеси кои можеме да ја контролираме, да се плашиме или да се страмиме. Ја секогаш многу повеќе верувам во страмењето, бидејќи ако се страмиме, тогаш ќе извлечеме поука и ќе се однесуваме така како што треба согласно законите во Република Македонија. Значи имаме два процеси: да гониме кривична или да гониме политичка одговорност. Јас сум секогаш првенствено да се гони политичка одговорност и работа на медиумите во почетната фаза да гонат политичка или морална одговорност, а во втората фаза да гонат кривична одговорност. Бидејќи ако вие санкционирате политички или побарате од политичарите да сносат морална одговорност, тогаш многу полесно со нови лица, во наводници со неизвалкани лица, да водите целата кривична постапка. Сега во Република Македонија се обидува да наметнат одредена тема: лиценци, институции, пазарни инспекторати, Министерство за економија, да сите се тие виновни, локална власт, стара полициска структура и така натаму. И никој од колегите, и никој од медиумите, намерно или ненамерно, не го поставува прашањето што правела актуелната полиција, а тоа е клучот на сите прашања. Христијан Мицкоски, ако направите одредена политичка анализа,
сега се однесо како Бранко Цренковски 1997 година. Говорот на Бранко Цренковски, ни СДСМ, ни Свети СДСМ, кога Бранко Цренковски најави војна на Октоподот, Христијан Мицкоски во своите два настапи, првиот настап во неделата во македонската влада и подоцна пред војната болница 8 септември во Скопје, всушност само ја репризираше ролјата на Бранко Цренковски, како велеше или тие, или ние, или за уши ќе ги вадиме од дома. Во почетната фаза се плашав дека целата ситуација може да ескалира. Албанците се криви за се. Знаете, албанците да ни се криви за се, вклучително да ни се криви за оваа трагедија која се случи во Кочани. Бидејќи ние македонците за ништо не можеме да бидеме криви во Република Македонија. Како што сега стојат работите, како да се издишува целата таа политика, целата таа стратегија, и се надам дека тоа нема да прерасне во некој меѓуетнички конфликт, бидејќи малку фали во една ваква зовреена атмосфера уште да имаме конфликт помеѓу македонците и албанците. Така имаме конфликти помеѓу македонците и македонците, уште да тоа прерасне во некаков конфликт. Христијан Мицкоски, кој сега се наоѓа во ролјата на Бранко Цренковски, е оставен сам, исто како Бранко Црвенковски 1998 година од неговата партија СДСМ. Тогаш во СДСМ се подготвуваше, не велам дека ќе му се случи на Мицкоски, само правам одредена политичка анализа, се подготвуваше смена на Бранко Цренковски. После говорот на Бранко Цренковски, ни СДСМ, ни Свети СДСМ, односно битката со Октоподот, најавениот митинг на ВМРО ДПМН на Борис Мејковски, на Лјупчо Ѓорѓевски беше одложен. Лјупчо Ѓорѓевски тогаш му фрли гума за спасување на Бранко Цренковски. Бранко Цренковски остана на чело на македонската влада, остана на чело на СДСМ, но мирно му е предада власта на Лјупчо Ѓорѓевски 1998 година. Лјупчо Ѓорѓевски 2002 година мирно му е предава власта на Бранко Цренковски. Значи, до 2006 година постои пакт за ненапаѓање на политичарите во Република Македонија, односно премиер со премиер. Воопшто ниту Бранко Цренковски му направи нешто на Лјупчо Ѓорѓевски, ниту пак Лјупчо Ѓорѓевски во тие 4 години кога беше власт или премиер на македонската влада не му направи ништо на Бранко Цренковски. Тоа правило беше нарушено од 2006 година, кога Никола Груевски трга против Владо Бучковски. И предпоставам дека тоа е дел на договорот 2004-2005 година помеѓу Бранко Цренковски и Никола Груевски. Бранко Цренковски ќе му помогне на Никола Груевски да дојде на власт, да биде премиер. Иако имаше одредени размислувања во ВМРО ДПМН, Никола Груевски да го има сценарието или реприза на сценарието стратегијата на Жак Ширак, кој прво стана градоначалник на Париз, а подоцна стана председател на француската држава. Никола Груевски, а не Трифон Костовски 2005 година да трчаше да биде градоначалник на Скопје, од позицијата градоначалник подоцна да станеше премиер или председател на македонската држава. Сега Христијан Мицкоски се наоѓа во таа ролја на Бранко Цренковски, а Венко Филипче се обидува да му фрли гума за спасување на Христијан Мицкоски. Проблемот на Венко Филипче е дека цело време и целосно е под контрола на Зоран Заев. Тоа го говорат во партијата, тоа се говори во сите разговори со влијателните странски структури тука во Република Македонија. Венко Филипче и неговиот говор во неделата, кој всушност беше подадена рака за соработка со Христијан Мицкоски, очигледно го гледа СДСМ некако победник на изборите, иако некој е подобро СДСМ во услови на ваква влада, веројатно ќе го репризира моделот на СДСМ 99 година, кога после 12 месеци СДСМ од губедник на парламентарните избори победи убедливо првиот круг на претседателските избори, некаде 340.000 гласови од Тито Петковски, 220.000 гласови за Борис Трајковски. Што сакам да кажам? Очигледно дека постои договор помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски, читај Венко Филипче. Проблемот на Христијан Мицкоски не е ни локалната самоуправа, не е ни пазарен инспекторат, не е ни старите полициски структури, не е ни има или нема лиценца дискотеката во Кочани, не е ни Венко Филипче. Проблемот на Христијан Мицкоски е дека полицијата не си е завршила како што треба работата во целиот овој случај. Ако за сите се бара морална одговорност, гледате, кога Мицкоски објаснуваше зошто си поднел оставка сегашниот или градоначалникот од редовите, Папазов од редовите на ВМРО ДПМН, зошто се сменети одредени полициски структури кои ВМРО ДПМН ги има ставено на чело на Кочанската полиција, тоа беше кажано од морални причини, тие не се виновни и да не влијаат на истрагата. Па зарем градоначалникот на Кочани е поморална личност во споредба со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Зарем овие сменети полицајци
можат повеќе од Панче Тошковски да влијат на процесите или на влијат на истрагата во Република Македонија. Иако Мицкоски вија испраќа пораката дека расчистил со енергетската мафија, расчистил со мазот мафијата во Република Македонија и сега ќе расчисти со административната мафија, тога знаете поставете во прашањето Панче Тошковски пред да биде министер, пред да биде адвокат, каде работел? Па работел во администрацијата Министерството за транспорт и врски. Генералниот секретар на владата Игор Емишев работел во Министерството за транспорт и врски. Значи, тие се дел на таа административна структура која Мицкоски ја дефинира како административна мафија или не се дел на таа структура. И кога вака ќе ги поставите работите, кога и власта, богам и опозицијата ќе ги соочите со вакви аргументи и вакви прашања, тогаш ќе прават две работи. Прво, нема да ви се појават на интервју и ќе се обидат преку одредена структура на ботови да докаже дека вие не сте во право, дека никој не ве слуша, дека никој не ве гледа, а вистината е сосема поразлична. И ве слушаат, и ве гледат, и ве веруваат, и тука е проблем и нова опозиција, и нова власт во Република Македонија. Сума сумарум во ова вонредна политичка анализа. Да, виновни се во Министерството за економија. Да, виновни се тие што даделе таква лиценца. Да, виновни се газдите на дискотеката. Да, виновни се овие што се обезбедување на дискотеката. Има разговори мабети во Кочани дека газдата на дискотеката ја рентирал единствената врата и тоа се прави и во дискотеките во Скопје. Тоа се прави во ноќните клубови во Скопје, дека газдите на објектите ги продаваат само алкохолните пијалоци и взимаат пари од алкохолните пијалоци, а дека вратите ги даваат на овие агенции за обезбедување или на одредени други структури кои имаат разни транге, франге операции, бело операции, па дури одредени операции на проституција, не велам дека тоа се случило тука, и дека така ги делат парите, така ги делат профитите. Иако тој ноќен бизнес во Република Македонија, ми се чини после ова трагична несреќа, огромна трагедија, ќе доживее еден тотален колапс. Иако бизнисот во Македонија тешко се опоравуваше после короната, ова сега ќе биде капенец на вратата. Дури има сериозни, многу познати ноќни клубови во Скопје, кои во текот на една вечер едва и заработуваат 3 до 4 илјади евра, посебно сега, кога албанците ги имаат овие рамазански пости, кога не пијат алкохол, пијат само Red Bull и такви некои работи, каде што хонорарот на пејачите чини помеѓу 1500 или 2000 евра, а нивните приходи, бруто приходи цела вечер се околу 4 до 5000 евра, така што се очекувам после ова трагична несреќа или голема трагедија во Кочани, тотално ноќниот бизнис барем во еден среднорочен период да биде замрен во Република Македонија. Значи сума сумарум да се вратиме. Да, промашија со лиценцата. Да, промашија со сите безбедносни структури. Да, промаши Министерството за економија. Да, промашија газдите. Да, виновни се обезбедувањето. Сите се реално виновни. На крајот на криштата виновни сме и ние како родители кои немаме контрола што прават нашите деца. Но полицијата потврди се да беше добро. Се да беше процедурално направено, се да беше по ПС направено. Полицијата во моментот кога е на оперативна акција, кога треба после полнок да влезе во таа дискотека, да види дали има малолетни лица, дали има дрога, дали алкохол се дели на одредени малолетни лица, кога ќе направи проценка, кога ќе види дека има пиротехнички средства кои мора да се пријават, а не се правени пред влегувањето на полицијата мора да реагира. Полицијата според мене потврли. Затоа ја сметам дека после ова полициските главешини немат морална одговорност, немат морален капитал да им дадеме бланко шанса да ја спроведат операцијата, да ја спроведат акцијата и подоцна си дадат оставка. Мора да има значи мора да биде обратен процесот. Оставка, морална одговорност и расчистување со целиот овој случај. Ова беше нашата вонредна политичка анализа. Се надам дека ви дававме рамката. Всушност, ве соочивме со манипулацијата која ви сервират изминатите 5 дена, каде што ви ја полна главата лиценца, све е погрешно направено. Јас сега се обидам да ја свртам работата, да ви дадам да ја погледнете од друг агол. Што направи полицијата? Дали полицијата и во услови на таков драматичен фалсификат требаше да биде информирана, бидејќи задача, уставна обврска на полицијата е да собира, да прибира информации, да се грижи за редот и безбедност на врз база на добиените информации. Па што правиме со тие мрежи на полицијата?
мрежи на полицијата секаде низ Република Македонија. Па тие полициски мрежи им јават одредени информации. И сега вие ќе треба да не убедите дека виновен е некој министер во Скопје, виновни се пазарни инспектори во Скопје, виновни се сите структури во Скопје, вклучително и локална власт во Кочани, само полицијата ништо не знаела. И полицијата не требала да интервенира. Знаете, тоа е тешко да се поверува и тешко да се проголта, така што ајде ова да биде прв чекор во враќање на целата приказна кон вистинските прашања. А вистинското прашање е, луѓе, зошто ова не го спречивте, зошто ова не го санкциониравте, а ова го направивте така како што треба? Тогаш веројатно ова трагедија немаше да се случи. Уште еднаш сочувство, да им е лес на земјата, а ние се гледаме недела со интервју и нова политичка анализа вторник 20 часот и 30 минути.